Како штип соодветно да му се одолжи на својот книжевен патрон, големиот поет Ацо Шопов. Идејата стара 3 децении за манифестација која ќе ги слави поетските дострели на Шопов, годинава се реализираше со 3-дневни активности насловени Денови на Шопов, кои вчера завршија со филмско-поетската презентација Глаголење на тишината. Со презентација на документарниот филм за Ацо Шопов во продукција на Канал Плюс и режија на Стефан Атанасов и Столе Стоилов, публиката во амфитеатарот на библиотеката Гоце Делчев навлезе во поетскиот свет на Шопов, на кој штипјани се посебно горди. Ацо Шопов е книжевен патрон во градот Подистарот. Неговото име го носат нашето роднокрајно оделение во библиотеката, спомен собата на Ацо Шопов. Неколку манифестации се поврзани со неговото име. Ние како библиотека во предходниве месеци, во месец мај, успеавме неговиот живот, дело и символистичките елементи во неговата поезија да ги представиме на меѓународната конференција Библионет во Крагуевац. Значи, треба уште повеќе да се афирмира, уште повеќе да се представува неговата поезија со цел младите денешни генерации да учат од тоа како тој творел, создавал и живеел во своето време. Поезијата на Шопов е присутна во бројни светски поетски антологии и манифестацијата како оваа инспирирана од неговото дело е со тенденција од локална да прерасне во национален и меѓународен поетски перформанс. Бидејќи неговото дело е многу поголемо отколку што ние и самите можеме да си замислиме. Ацо Шопов е ценет надвор од границите на нашата земја. И тоа нема антологија, поетска антологија во светот, а негова песна да не е ставена. Значи, тоа е препевано на 50 јазици, светски јазици, што за нас како штипјани, не само како македонци, посебно како штипјани, е гордост и не случајно се вели градот на Ацо Шопов. На вчерашната завршна вечер од Деновите на Шопов, песните инспирирани од поезијата на големиот поет ги презентираа штипските поети од сите генерации. Денес се собравме да го чествуваме делото на Ацо Шопов. Ние кои пишуваме за него, кои го чествуваме секоја година овој ден. И оваа вечер еве ќе направиме едно дружење кое ќе потсети на неговите стихови, на неговото дело. Деновите на Шопов почнаа со поетска работилница и креативно читање во библиотеката Гоце Делчев и спомен собата на Ацо Шопов, со поетски настан на археолошкиот локалитет Баргала, а заврши со проекција на документарниот филм за Шопов во продукција на Канал Плюс.